можност за да ги презентираме сите активности и бенефити на UWC за средношколците да го завршат средното образование во странство. Сега, кога ќе појдете на нивниот сајт на UWC, морав да го парафразирам и цитирам основачот Курт Хан, токму на овој коледж, вели, во нас има повеќе од што знаеме, апропо потенцијалот, само кога би го осознале тоа, би го поминале остатокот од животот, не секајќи да бидеме задоволни со помалку. Да, ма ретко, може би веќе се почесто да младите откриваат што вистински сакаат и да го следат нели својот сон и треба да работиме на тоа да се осознаеме себе си. Имено, мислам дека тоа го возможува да се спознаете себе си, малку да понирате длабоко во себе, да бидете поинтроспективни. Мислам дека малку се сменет и работите, не е како во нашето време, бидејќи сега зборуваме дека имаме генерација од 2000-та година и од 80-тите, кога можеби во наше време се уште постоја нели ставови дека мама и тато кажуваат што децата ќе учат или ќе се насочат, но мислам дека веќе тоа доста е променето и дека младите се борат да го остварат својот сон. Да, вели при срцето на специфичниот модел за образование што го нуди UWC е промислената разновидност, затоа велиме ние embrace the diversity или зграбчи разновидноста и принцип кој што е познат и проширен помеѓу сите членови на UWC заедницата и витален дел од секој училиште и колеж. Она што ќе го говориме сигурно, ама ќе апострофирам дека сите ученици ќе имаат и понатаму корист од учење во разновидна средина, полна со разновидности, помага во проширување на нивниот ум, себеспознавањето што го споменавме и заедно со стекнување на меѓународно призната квалификација. Многу повеќе и особено ми е драго што Илија Личковски и Ивана Буџаровска ќе последочат сега века како алумни студенти, нешто што го поминале можеби искуството со коледжот UWC. Може вака некако од прва рака да ги дознаеме, тоа што друго е експресијата и искуството кој што сега денеска ќе ја доживеат гледачите и публиката, па и они кои што сега во моментот се со прашалници како јас понатаму. Меѓутоа е соодветна поддршка и за лицата или семејствата кои што можеби за жал немаат можеби финансиска моќ. Ова е соодветна прилика, така што добро дојдовте. Добро време. Се надам дека убаво ви е коузи во студиото, на баш питомо. Така? Како на кафе. Поинако Ивана, нели? Поинако е, да. Па на телевизија кога го гледали убаво, вака уште поубаво. Уште поубаво. Сладко е како по дома. Само бидејќи ни сподели Илија Кукусо, бидејќи ни сподели дека сака да биде можеби наша колешка во Илина. Како ти се чини целиот амбиент? Дали би можела да работиш оваа естетика и работа? Не е премногу стресна, можам да ти кажам, има ситуации. Да не те лажам па и тоа. Да биде искрен. Да бидем искрени. Меѓутоа бидејќи ми спомена всушност дека UWC те донесе баш на, да речам, ти го трасираше патот или ти даде траекторија баш да бидеш некако да ја опипаш медиумот и маркетингот во светот. Точно, да. Значи приказната е инаку дека јас тома пораснав со мајка медицинска сестра, брат ми студираше стоматологија, јас цел живот мислев дека сакам да студирам биологија, медицина. И откако отидов на UWC, почнав повеќе да земам часови по англиска литература и јазик и повеќе се осознавам со различни дела од литературата, новинарството, анализирање на различни медиумски текстови и други работи. Пристигна до Шекспир? Да. Беше малку досадно најскрено, но имаше некои поинтересни работи таму измеѓу. И кога тоа веќе го искусив, бев како морам да учам медиумска писменост. Ова е нешто што ме бива. Браво. Знам да ги анализирам овие работи, интересно ми е да разговарам, да ги дискутирам овие работи и еве сме, можеби за една година ќе бидеме колеги. Да, ние сакаме талентирани млади надежни. Ивана, како се случи да дознаеш за коледжот и каков беше твојот пат едноставно? Каде студираше, малку да им откриеме на гледачите да го долуваме твоето секојдневие кое што го живееше неколку години. Фала за прашањето, пошто многу ми е мило да го раскажувам ова, зашто во моето време, не дека беше пред многу долго време, беше малку поразличен процесот. Социјалните медиуми тогаш не беа толку актуелни како што се сега и UWC, сега сме и на Инстаграм, UWC Macedonија, може да не најдете. Тогаш не бевме толку актуелни по социјалните медиуми, не бевме толку познати, еве да кажеме, во мејнстрим круговите низ Македонија. И мене ми кажа пријателка на брат ми е постар, и му кажала дека јас бев тогаш трета година средна и му кажала дека постои нека програма каде што се учи 2 години надвор од државата по меѓународната диплома што е IB, која што исто така се учи во училишта како нова, на пример.
И јас аплицирав, првиот круг беше пишување на различни есеи, тоа секогаш ми беше нешто омилено што јас го правев, да пишувам есеи, да анализирам дела, можда тогаш сум требала да знам дека некакви рецензии да пишуваш, така. Да, точно. Можда тогаш сум требала да знам дека не требало биологија, можеби да студирам или медицина. Туку новинарството веројатно. Да, и аплицирав, ми вратија на мејл дека преминувам во следниот круг и се некако брзо се случуваше и истовремено, нели, јас што имав и потенцијал и талент за тоа, но и како на среќа. Не знам, во мојата година... И потоа кажи дека универзумот не работи, никој пат работите што стојат зад хоризонтите на таа планина, сериозно не знаеш што ти... Точно, не знаеш што ти е пишано никогаш, да. И аплицирав, подоцна ме примија, ќе зборуваме повеќе за колеџите понатаму, но јас конкретно завршив на колеџот во Мостар, во Босна и Херцеговина, што на татко му беше многу мило, пошто он викаше, окей, ќе запалам кола и ќе дам да те видам кога е. Многу далеко. Да, не сум многу километри што се вели. Да, не дека не може да ме види во друга земја, но му беше особено мило во една од земјите на Балканот. Отидов, се запознав со земјата, со културата, многу различни типови Ивана, вака, само да дефинираме, оваа апликација може да се случи во тој период од средното образование, втора и трета година? Прва не и четврта не, така? Прва и четврта не, бидејќи се завршуваат 2 години, последните 2 години од средното образование, што значи дека ако во трета аплицирате дека имате 5 години средно, може да сте попаметни, така. Да. Ајде Илија да слушнеме твојата приказна. Како беше твојата животна траекторија? Мојата беше подиректна од Ивана. Како мал ми кажуваат дека кога сме се возеле во кола со моите, сум седел меѓу седиштата на мајка ми и татко ми и сум прашувал прашања за зошто е небото сино, зошто дрвата се зелени и така натаму. И може природно ви звучи дека студира физика. Може благодарение на татко ми што ми ги трпеше моите прашања и одговараше љубопитно. И кога дознав за UWC на еден камп за млади, каде што имаше прилично многу интелигентни млади со капацитет. И приметив дека многу од тие ми кажуваа едно име UWC. И така дознав дека се станува збор за синџир на средни училишни светот, низ 5 континенти, 18 училишта. А нималку знаевте што е претходно UWC? Во тој момент кога доаѓа иницијалите, промоѓате гулата и така. Ако она е во Мостар, каде си ти? Да, јас сум во Мастрихт. Почнав во 2017, завршив во 2019. Тоа е прекрасен град во Холандија. Беше неверојатно искуство. Нормално, после тоа, ми се свида државата, проложив со високото образование во Холандија. Го научи холандскиот? Не, пошто образованието се на англиски. Е на англиски, да. UWC ми даде можноста да аплицирам на многу места, ама Холандија беше изборот за мене. Да. Именно. Сакам да ги доближиме сите оние кои што во моментот гледаат. Ти сериозно го имаат прашањето што понатаму или во моментот се во никаква своја екзистенцијална криза која што секој еден си е поминал во различна епоха. Да, никогаш сакаме да студираме нешто, ама нели финансиите се најголемата пречка во семејството и нели не можеме. Но овде има некој бенефит кој што може да го подобјасниме за да дознаат гледачите. Што нуди UWC додека вие зборите? Се тоа ќе биде прикажано со овие фантастични видеа, чисто да го прикажеме експресивно што еден, да речеме, млад средношколец поминува низ овие денови календарски во самиот колеџ. Може да споредам моето искуство на UWC со моето искуство во средно во Гостивар, на пример. На UWC имав шанса да правам пракса во медиумска агенција, на пример, или да се вклучам во различни спортови како пливање, што во Гостивар не би имал такви можности. Во Гостивар што студираше? Што средно образование имаше? Во Гостивар имав стипендија за гимназија, да. Беше приватна гимназија, така што бев среќен да добијам стипендија, но сепак можностите и со најдоброто образование во Гостивар беа неспоредливи. Да. Би рекол дека финансиската придобивка од UWC е двократна. Како прво, мисија на UWC движењето е да не дозволи финансиски пречки во квалитетно образование за квалитетни деца. Да. Тоа би требало да е насекаде. Да, тоа би требало и тоа се манифестира како стипендирање за двегодишното образование на UWC, но не завршува тука. Учениците на UWC кога аплицираат на универзитети низ светот, постојат други стипендии што се наменети само за UWC ученици. Например, Шелби Дејвис е филантроп, американски филантроп,
кој има стипендиска програма со која покрива $40,000 за студирање на американски универзитети. Има огромна листа на универзитети кои, кога ти ја гледаат апликацијата и гледаат дека си од UWC, знаат дека треба да одвојат $40,000 помалку за тебе. Што е атрактивна. Како не е баш атрактивна? И мотивацијски многу влијае за младите. Така, дефинитивно. Да. Кои се критериумите за аплицирањето? Да речеме сега еден млад средношколец е во моментот кога сака да добие фул стипендија која што ќе му возможи да речеме втора или трета година и е вистинско време за него. Кои се критериумите, на каков начин, дали е тешко аплицирањето, кој се може да биде дел од UWC програмата, значи привилегиите на истото да речеме, ајде. Да, мислам дека не постои, ова е нашата емисија што сакаме да ја шириме, не постои одреден критериум на човек еден како модел што го бараме. Еве, например, ние доаѓаме од различни позадини. Јас лично завршив првите 3 години од средното образование во Орца Николов, во билингвалната англиска паралелка. Каде ја завршила? Најдоброто. Нема бајосот, најдобри сме. И кога бев во Орца, јас не дека правев некои посебни активности, но да еве во дебатниот тим во МОВ, што беше, играв спортови како одбојка и други работи, не би рекла дека јас бев Алберт Ајнштајн или нешто такво, туку само имав интерес да дознам за нешто повеќе од тоа што го знаев во моментот. Сакав да сум во средина со различен тип на луѓе, бидејќи кога си во Македонија, дека не добиваш експириенс како од различни позадини и градови и се што се случува овде, но сакав да дознам повеќе за светот. Ми беше мило да знам што се случува насекаде. И кога аплицирав, ги пишував есеите и кога ги запознав луѓето во самиот селекцијски процес, бидејќи има таков дел каде што има интервјуа и се запознавате со другите кандидати, не приметив да е некој ист на мене и тоа воопшто не представуваше проблем. Напротив, ми беше толку ти беше предизвик. Точно, да, и многу од тие луѓе што ги запознав тогаш уште контактираме, тоа беше пред некои 5-6 години кога се траеше селекцијскиот процес и не би рекла дека постои еден посебен модул кога станува збор за финансиска позадина, бидејќи доста добиваме прашања дали многу пари сме плаќале за да одиме на UWC во друга држава. Затоа што изгледа атрактивно. Изгледа атрактивно, Еве ги гледам овие видеа и се видиш кој знае колку ова се може да чини. Па и вообичаено, кога ќе се спомене студирање или школување во странство, по дефолт се подразбира дека тоа чини многу пари. Точно, но сепак зависи од финансиската состојба на фамилијата. Ние како комитет кога пробуваме да испратиме атрактивен кандидат за нас или за колеџот, се викаат колеџи, не се средни училишта, на UWC. 18 различни. 18 низ 5 континенти. 5 континенти, така. Повеќето се во Европа, но имаме и од ширум светот. Африка, знам дека има. Да, има Африка, сега и најновиот се отвори во Африка. И чинам дека и македонци и таму веќе имаме. Да, имаме. Официјално сме пратиле македонец на сите 18 колеџи. Да, многу ни е мило заради тоа, бидејќи почнавме од многу друг стадиум, но финансиската состојба ја анализираме ние како комитет и зависно на приходите на семејството на кандидатот кој што би сакале да го пратиме, го праќаме на колеџ каде што би можел да си го приушти, да си ја приушти стипендијата или тоа што треба да го плаќа. Имено. Сакам да прашам, изгледа комплексно самата апликација, како изгледа апликацијата во моментот поаѓање на почеток да се сега луѓето што гледат, што прво да напишат кога ќе отворат компјутер? Првично ве покануваме да одите на mk.uwc.org. Таму имате секакви информации за образовниот модел, можностите, слики, профили на новите ученици и така натаму. И имате таб што вика аплицирај, кликнете на аплицирај и ќе бидете однесени на нашата апликацијска платформа. Апликацијата не е тешка. Се работи за 7 кратки прашања и 2 есеи. Технички би можел да ја завршиш во 5 до 12 во еден ден. Не го препорачуваме тоа. Ви препорачуваме да обратите внимание, да интроспектирате, да размислите, да бидете што е можно поспецифични во одговорите, но не се работи за страшна апликација. Идејата ни е во тој прв круг да имаме груба слика за кандидатите, за да поканиме 40-тина во вториот круг. И тука подлабоко навлегуваме во профилите на кандидатите. Една работа што би ја нагласил е дека, иако зборувам за образовна можност, не збориме за исклучиво академски квалитети кои ги бараме. Нема да седнеме кандидати во просторија на клупи. Да им правите некаква проценка еволуација, чекај дали овој кадар е соодветен за UWC. Нема тестови за математика, нема IQ тестови. Бидејќи секој пат овие аплицирања, особено на вакви колеџи, знае да создаде стрес кај поединците, со оглед на тоа дека
моментот дали ќе бидам соодветен, дали ќе ме прифати светот таму, дали ќе ме прифатат или другите соученици така натаму, воопшто го немавте тоа како чувство, претпоставам, или го имавте можеби кога ви аплициравте? Секако има нервоза, трема. Ситуација. И тоа е нормално. Мислам дека тоа не прави да бидеме попродуктивни. Така. Чувство на одговорност. Као stage fright. Трема, така е. Да, трема. Но генерално се фокусираме на целокупниот профил на кандидатот наместо единечно оценката по математика. Дури и ако го разговараме ова нумерички, оценките од просек контрибуираат само 5% во процесот за стицање. И тоа е важно да се знае, да. Повеќето од скорот на кандидатот во првиот круг се есеите и кратките прашања. Значи, ако кандидат е доволно самоуверен да се представи себе си конкретно, верувам дека би сјаел во процес. Зашто има најголем интерес од младите кај нас кога зборуваме за студирање, односно школување, бидејќи станува збор за средно образование? Дали уште на таа возраст веќе знаат од прилика, затоа што ти ни спомена, луташе малку, но ова ти помогна да сватиш што вистински сакаш и како сакаш да се насочиш во животот. Младите од кај нас зашто покажуваат најмногу интерес? Па би рекла дека покажуваат доста интерес уште од почетокот кога ќе аплицираат кај нас за одредени активности. Тоа го приметуваме во некои слични сфери, например, кога имаат интерес во дебатни тимови, обично се дел од некои политички настроени организации во смисла на за дебатирање или за дискутирање на некои политички настани од светот. Но сум приметила и лично од искуство со пријателите на UWC што отишле исто така, бидејќи многу сме блиски во комитетот, сите запознаваме. Баш како комјунити, како заедница која што се создава. Да, точно. Сум приметила, например, имаше една другарка конкретно, која што почна со интерес за архитектура и кога отиде потоцно на UWC на факултет, сега се запиша на факултет за графички дизајн, што би рекла дека во слична сфера, но не е до толку блиску како што би рекла. Но поготово од младите се заинтересирани се уште за природните науки, како што бев и јас, но бидејќи ни требаат луѓе од сите различни сфери и не знам, areas, што би рекла, имаат, не знам, доста им се менува мислењето кога ќе отидат на UWC и ќе имаат различни искуства. Сакав да прашам уште нешто, попрости ли? Би додал дека покрај овие генерални интереси се пројавуваат често и апликанти со уникатни интереси. Пример, апликант со атлетско искуство. Добра. Или апликант што одел на превари по математика. И многу ми е мило што UWC дава прилика за развивање дополнително на овие. Например, коледжот во Тајланд е познат по акцентирањето на спортот. Здраво тело, здрав дух им е некако мото. И за студент, за ученик со интерес во спорт и личен развиток, тоа е совршена можност. Одлична ситуација дека не ви го минимизираат или дискредитираат она што претходно го имате како искуство, што билите ако сте да речеме траекторијата ваша атлетиката, практично препоставам при самото аплицирање ако апострофирате дека сакате спорт, атлетика и така натаму, тоа го зимаат во предвид да може да ви го насочат можеби таму. И ние се трудиме да го поврземе кандидатот со коледжот чиј профил цениме дека најдобро се соодветствува на... Да, например, имавме кандидатка пред некоја година која беше многу пасионирана за екологија и правда, еколошка правда. Ја доделивме на коледж кој е по-акцентиран на тие работи. Најважно што сакам да го споделиме, бидејќи целото студирање, учење, да речеме, во овие средношколски денови, практично втора и трета, воопшто не е некаков монохроматски стил на учење. Она што сакам да го споделам, да биде дополнителна атрактивност за оние кои што не гледаат, дека кои се главните предмети би сакал да ги споделите, меѓутоа вон школските активности. И ја тоа што го погледнав, бев до сериозна степен на екзалтација, на возбуда, тоа што го забележав, дека луѓето имаат не само себе спознавањето и што велиме ние понирањето длабоко во себе, да се научиш кој си како човек и битие се, меѓутоа го создаваат тоа чувство на анимизам, дека се околу тебе е живо, свесно и така натаму. Практично имате, знам дека собири кога музицирате заедно, пеете, имате, знам дека планинарите често правите некакви обиколки, чистки, депонии и така натаму. Мислам, тоа што сум го сретнал, да речеме, во различни делови, нели, како што рековте, 18 коледжи распространети.
Тоа ме интересира. Кои се главните предмети и воншколската активност која што ја имате? Ивана, сакаш предметите да ги покриеш? Јас активност. Бидејќи гледавме доста активности и тоа е исто атрактивно во UWC. Да, значи први нешто што треба да се знае, особено моите родители одма им го кажав, пошто е многу страшно да пратиш своето дете во средно, што е некаде што не познаваш во земја кај што можеби и не си бил. Значи се живее во одредени заедници, како што спомнавме претходно, се живее во како не знам, во интернат. Така. Имате цимери кои што се исто ваши, можеби се ученици, можеби постари 1 година од втората година. Од насекаде во светот. Пример, во мојата прва година, мојата цимерка беше едната од Италија, другата од Палестина. Во втората година едната беше од Пакистан, другата беше од Босна, така да од насекаде во светот има цимери и луѓе што доаѓаат, од мислам дека повеќе од 80 земји. И први нешто што јас гледав, бидејќи јас секогаш сум била огромен антиталент за спорт, пробував да најдам некој спорт што ќе ми беше интересен, ама и полесен. И така ми дојде мојата љубов за бадминтон. Јас никогаш не сум знала да играм ни тенис и реков, окей, нешто полесно што нема толку да ми е страх топчето да не ме удри или нешто такво. И играв со една другарка од Канада која што била во професионален спортски тим кога била таму и она ме научи да играм бадминтон одлично, што сега би можела за македонска репрезентација за олимписки да играм. Да, и има различен тип на активности, но истовремено кога се вршат тие активности имате време да учат за 6 посебни предмети кои што ги земаат на како дел од колеџот. Меѓународната програма, која што нели ја има и во Нова, како што спомнавме, се содржи од 6 предмети. И конкретно тие 6 предмети припаѓаат во одредени групи, како мора еден тип на наука или некој тип на математика. Но трикот со UWC е тоа што може, ако например не ги бива толку во наука, да се земе предмет каде што се има некако intertwined, како да го објаснам тоа точно, на науката се сплетани, фала Илија, науката и општествените науки. Например, конкретно тоа беше предмет ISS, да не должам премногу, но каде што се збори за екологија, но истовремено за многу општествени работи од светот. Значи, буквално секој може да се пронајде во секој може да се пронајде, да. Проблематики. Воншколските активности? Воншколските активности може да ги поделиме во 3 категории: креативност, активност и сервис, услуга, волонтирање. Првата категорија, креативност, вклучуваат дебатни тимови, клуб за математика, клуб за роботика, нешто што умствено те развива. Нешто што ти можеби си се најде најдобро. Да, малку. Еден начин за тоа е и организирање на конференции, што една работа што би сакала да доволувам, извинете сега за дигресијава, е што почнавте со читање на изреки од Курт Хан, тој е основачот на UWC. Едно од верувањата на Курт Хан, што ми е мене најдраго, е дека кога станува збор за средно училиште како UWC, учениците не се сметани како дел на патниците, туку како дел од екипажот. Идејата е дека не се само бројка. Не се само бројка, туку се дел од водењето на училиштето. И преку конференциите ова има шанса да го втелат. Втората категорија се активности, тоа е спортовите бадминтон, кошарка, спорт, пливање. И последното е најинтересно, што се услуги. Секој ученик на UWC има должност да контрибуира некако до заедницата. Ова би можело да значи да волонтира во дом за стари лица, да го чисти заедницата секоја недела, да го одржува кампусот и така натаму. Тоа ве прави да бидете и многу попродуктивни. Знаете, да не бидеме контрадикторни, нели, затоа што за жал Македонија се соочува со екзодус, со на млади лица, на млади умови, тоа го збориме. И сега велиме добро да се поистоветиме нели на Курт Хан, да се искористи потенцијалот до крај и да речеме и ние, Цеца и јас, и сите ние можеби во оваа телевизија снимале некој пат прашалник дали да се замине надвор, дали да се остане. Сите нели различни епохи сме ги фатиле различно во различно време. Меѓутоа да не бидеме контрадикторни, бидејќи не сакаме да бегаат млади. Ова е одлична можност младите да заминат, да обсервираат, да дегустираат, да дигестираат и да се вратат. Кои се вашите планови? Тоа што нам ќе ни одговара е да ги видиме овие потенцијали ваши, искрено ви кажувам, мене ми беше денеска возбуда да ја запознам, кога би контрибуирале можеби во нашето општество. Која е вашата прагматична или визија што би правеле можеби во идна? Ќе се враќате во Македонија? Би рекол за сега самата вложеност во комитетот, барем јас се гледам како шанса да се придонесе кон младината на Македонија. Самата изложеност на толкав талент ме анимира, како што рекавте. За понатаму,
како што до сега дипломиравме двајцата, имам некои планови за ангажирање во државата, што не би ги споделил за сега, но возбуден сум. Одлично. Ивана, те чекаме во хотелот. Може, малку екзистенцијално прашање, но сакам да споменам, бидејќи ние зборувавме и за факултет и за Само многу сме надминати со времето, да знаете, мора да завршуваме. Еве на кратко, само да знаете дека имаме студенти кои што се отидено на ИДБС и после тоа на факултет се вратиле во Македонија, така да не мора да значи дека веднаш заминуваат во странство, да. Многу ни беше драго да го запознаеме искуството вам и се надам дека ова беше предизвик плюс за сите оние кои што во моментот се прашуваат што понатаму. Ви благодариме.